Во денешното издание на емисијата Култ култура, мој соговорник е Јасмина Шопова. Разговараме за денови на поезијата, воедно и ќерка на Ацо Шопов. Разговараме за годинашното трето издание на денови на поезијата. Добар ден. Добар ден. За почеток, што беше одлучувачко во конципирањето на годинашната програма? Па, како и во досегашните, одлучувачки момент беше тоа да се одбележат јубилеи, бидејќи кога сакате да ја представите македонската поезија, современа поезија од почетоците до денес, морате некаков репер да имате, нешто, некој критериум според кој ќе ги одбирате луѓето што ќе ги представите, така што и годинава беше истиот тој критериум. Чествуваме поети, основоположници на македонската поезија, кои што имаат јубилеи годинава. Тоа е, појдовме од таму и останува, се разбира, врската помеѓу тие луѓе и денешните генерации. Ликот на татко ми, бидејќи рековте дека ми е татко, ликот на татко ми уште на времето и кога бил млад е врзан со младите генерации. Има многу текстови, биќе јас многу работев на него, многу текстови во кои што тој ги брани нивните права, да речеме, во културната средина кај нас, и тоа останува, значи тие негови принципи од времето, сега фондацијата ги аплицира, значи се раководиме по нив. И при тоа се разбира дека она средна генерација на афирмирани поети се покануваат исто така да учествуваат. Имаше еден момент се исто така јубилејни родендени овој пат, како Катица Ќулавкова или Ефтим Клетников. Потоа имаме еден момент во кој што сакавме да ги внесеме и другите јазици на кои што се пишува во Македонија, така што имаме една средба со луѓе на кои што ќе читаат на својот мајчин јазик и во превод на француски, се извинувам, на македонски и обратно. И бидејќи меѓу јубиларите е и Анте Поповски, а за младите денеска името на Анте Поповски за младите поети е битно, бидејќи има награди кои што им се доделуваат. Завршуваме програмата, ќе завршиме со тие најмлади поети кои што се добитници на наградите кои што го носат неговото име. Значи идејата да се врзат минатото со сегашноста, односно со иднината на тој начин, останува како главна идеја водилка на деновите. Значи се поврзат генерациите и да се поврзат и нациите, бидејќи татко ми исто така беше голем космополит, многу отворен човек. И оваа година фестивалот има меѓународен белег. Гостинка е естонската писателка Дорис Карева. Воедно годинава ќе има и за прв пат превод на македонски јазик, препев на македонски јазик на незината поезија. Минатата година имавме од Грција гостин, кој што доста остави впечаток голем на јавноста со тоа што го кажа. Оваа година е сосема друг профил на една поетеса која што е номинирана за Нобелова награда. Како дојде до тоа? Сега тука веќе не се истите критериуми, бидејќи ние немаме можност да каниме многу луѓе од странство, немаме средства едноставно. И ова покана до Дорис Карева е сосема случајна, всушност, бидејќи имаме заедничка пријателка. Естонка, која што ми предложи да не запознае, бидејќи Дорис Карева дојде во Франција, да се запознаете. Ние толку убав еден момент се создаде меѓу нас, што јас веднаш и предложив да дојде и да учествува на деновите на поезијата како почесен гостин од странство. Таа прифати веднаш и ми кажа потоа дека всушност неа ја преведуваат во Македонија и дека треба да излезе книга. Викам, па тоа е уште подобро. И се испостави дека Јулијана Величковска ја препејува и дека ја објавува ПНВ публикации кои што таа самата ги води, така што
во четврток, која ќе биде свеченото отворање на деновите, ќе биде и промоција на таа прва книга на Дорис Карева, на македонскиот препев на книгата на Дорис Карева. Што многу убаво се вклопи и јас сум многу среќна за тоа, таа едва чека да дојде. Така што го имаме тој момент на гостин од странство, кој што може за сега можеме да имаме само еден, не повеќе. Во неколку наврати ги загатнавте сите најважни аспекти на преводната литература, во дадениот случај говориме за препевот. Колку е важен денес препевот за тој меѓукултурен диалог? Неизбежен, клучен. Сега ние секогаш за поезијата се вели, и точно е тоа, дека многу се губи во препевот, дека Дорис Карева, да речеме, позната по незиниот, по ритмот во поезијата. Јас читав на други јазици, веќе исноски не знам, се разбира, и гледам дека таа димензија од поезијата е изгубена. Но мислам дека подобро е да се изгуби некоја димензија, а сепак да се направи тој препев, затоа што инаку ние не можеме да се читаме сите едни со други. И овака, и со препевите не можеме се разбира. Но тоа е препевот е еден мост помеѓу нациите кој што е апсолутно неизбежен и клучен. Ние не можеме да се разбереме како луѓе ако не се разбереме преку уметноста. Сега уметноста има други уметности во кои што е полесно, како што е музиката или визуалните уметности, сликарството, поезијата или литературата е потешко, бидејќи треба тоа да се преведе. Меѓутоа, преводите и преведувачите се еден вид на како се вика тоа кај нас, на тие што пренесуваат од еден брег на друг, кои што пренесуваат роба, во овој случај пренесуваат зборови, пренесуваат идеи, пренесуваат чувства и ние ги запознаваме другите преку тие зборови, преку тие чувства. И тоа е, мислам дека преводот е апсолутен клучен момент и дека многу треба да се вложува во тоа. Ја споменавте улогата на препевот, улогата на преводната литература воопшто. Колкава е одговорноста да се препеува Ацо Шопов на француски? Огромна. Би се случи еднаш да го преведувам пред многу години на француски, но не сама, туку со поет од Маурициус, Едуа Моник, бидејќи јас не сум поет, иако имам чувство, се разбира, за поезија. Многу е тешко, бидејќи јас сум врзана за македонскиот јазик. И сега, кога треба на друг јазик тоа да се каже, јас останувам во македонскиот, така што е многу добро тоа да може да се работи со уште еден човек и мислам дека воопшто за македонската поезија и литература, но особено за поезијата, ние не можеме да најдеме врвен поет во светот кој што знае македонски. Значи да се разбере. Нема, мислам. Сега, единствен начин е да се екипи да работат. Екипа може да бидат и двајца, или тројца. Тоа ни се случи за 2023 во Америка подготвувавме големо двојазично издание од поезијата на татко ми и тука бевме тројца и се работеше 2 години. Значи, кога зборувате за одговорност, морам да кажем дека голема одговорност, секоја запирка се мереше. Сега тие самите двајцата во однос на англискиот, што подобро ќе биде, а јас од македонска гледна точка на македонскиот јазик и како анегдота да ви кажем дека кога беше се готово, веќе предговорот се пишуваше, ќе се објави книгата, тие го променија преводот на зборот небиднина. Од not being на non-being, што за мене, како македонка, ја не ја чувствувам таа разлика, меѓутоа, од кога навлегоа многу длабоко во универзумот на Шопов, не е тоа not being, тоа е non-being. Добро, викам, како ќе речете вие? Сакам да кажам дека е тоа една многу одговорна работа, бидејќи не можеме, ние не смееме да дозволиме да упропастиме некој автор наш кој што во се на препев. Да. И тоа е опасно, како да ви кажам, ако било како се преведе наш автор и го промовирате на некоја друга литературна сцена, луѓето ако прочитаат лош препев, сметаат дека авторот е лош.
А со тоа сликата на целата земја, нели? Аха, тоа е македонска поезија. Добро. Да, така што е многу одговорна професија, тоа не е професија, улогата на преведувачот. Во време кога многуминајќи се согласат дека се помалку се чита, особено поезија, претпоставувам дека и понатаму поезијата ја следат одредени стереотипи. Кои се стереотипите кои што и денес ја следат поезијата? Кога ќе се рече поезија, луѓето се плашат дури. Значи, тоа не е за нас. Тоа е за тие таму што разбират, јас ништо не разбирам и така натаму. И тоа сум го забележала во Франција исто како и тука. Да се разбереме, за широката публика. А од друга страна пак, кога некој сака некоја идеја да протне, политичар или друг, кого користи? Стихови користи. Поетите се користат за тоа, за некоја идеја да се прошири во јавноста и така натаму. Значи, од една страна ги користиме поетите за такви работи, што е и убави, и за убави, не зборувам за лоши работи. Да, но од друга страна не ги читаме, бидејќи јас тоа не е за мене и така натаму. Бидејќи да, младите многу брзо живеат, еден сега ме потсетивте, кога во УНЕСКО ја славевме 100 годишнината на татко ми, имаше поет Пас Гаго од Шпанија. И он пишува, возрастен човек, не е дете, далеку од тоа, и он почна да пишува како експеримент SMS поезија. Многу добра, мислам, интересно искуство. Него он тоа сваќаше многу сериозно, но како одговор на поетот кон во ова време, нели? Брзате, еве, ја ќе ви направам да, во куса форма. Се и хаико е куса форма, ама со друг дух. Ова е нешто друго. За да се допре до публиката, јас мислам дека на вистина најдобар начин е преку или преку настани, но не само тоа, бидејќи сепак, еве сега, деновите на поезијата се ги организира фондацијата, се разбира Ацо Шопов поезија, во Скопје Сити Мол, каде што луѓето, широката публика доаѓа, поминува, слуша, застанува. Нашето искуство е многу позитивно на таа тема од претходните 2 години, дека допира на некој начин, допира до пошироката публика. И друг начин исто така, и тоа не е ново, се разбира, тоа е да се помине преку музиката, да се помине преку видеото, да се... Што е вклучено и во годинашното издание. Да, годинава, например, на самото отворање ќе настапи поетроника, кој што прави електронска музика врз база на поезија, како што самото име тоа го кажува, и тие со краток настап ќе имат на отворањето, но утредната во петок имаат концерт едночасовен од поезијата инспириран од поезијата на Шопов. И тоа е еден многу интересен вид на интерпретација на поезијата. И мислам дека младите се доста заинтересирани за да слушаат. Значи, поезијата од секогаш, вие рековте од секогаш, нели? Низ вековите до денес, да. Па така било, или слем, да речеме, поезијата не се пишувала од секогаш, поезијата се кажувала. Луѓе се седеле и си слушале. И има некој што е поталентиран од другите и декламира, нели? Тоа кој се некој ако застане да декламира во Скопје, ќе речат. Ќе го тргнат од таму. Но тоа е поезијата е тоа. Постепено со текот на времето таа се повеќе самите поети се повеќе се затвараат во некои херметички форми и во херметички кругови и така се оддалечуваат од поезијата. Сега не велам дека треба популарна поезија да се пишува, да не ме разбере некој погрешно, далеку од тоа, но таа треба да се популаризира, да дојде до публиката и тоа се еве што ви кажав по мене начините. Дури и преку балетот, ако се сеќавате 23-та година, молитви на моето тело од татко ми беа изведени во
Иницијативата беше на Александар Ношпал. Ношпал, да, тоа беше, значи, перфектен еден момент во кој што се слушаше малку гласот на Никола Ристановски, малку стихови, но поезијата беше препеана во јазикот на телото и тоа беше еден феноменален настап, мислам, светски балет. Веќе 30 години, односно повеќе од 30 години, живеете во Париз. Професионално сте ангажирана во УНЕСКО. На кое ниво е свеста за грижата за културното наследство и на кое ниво е националната стратегија кога говориме за Франција? Во Франција, да, бидејќи живеам во Франција и долго години, над 25 години во УНЕСКО, над 35 во Франција, можев да стекнам некои сознанија и да направам споредби помеѓу како се негува културното наследство таму, како УНЕСКО сето тоа го менаџира и како се негува кај нас. За кај нас не би зборувала, бидејќи сите знаеме, но во Франција, морам да ја дадам земјата како пример, иако не е идеална, не постои идеална земја, но кога станува збор за културното наследство, мислам дека нема граници, речиси, во инвестицијата. Речиси нема граници. Значи, тие од современото творештво, со огромни проекти за кои се слуша и тука кај нас се разбира, но и со помали проекти, живее, значи пулсира градот Париз, пулсира со култура современа, непрестано, но не е само Париз. Јас од пред некое време еден дел од животот мој француски го водам во Бургоња, во Бургундија. Вие не можете да замислите колку настани има во тие селца. Тоа се селца од 150 жители. Што говори за децентрализација на културата? Да, значи, јас не можам да стасам да отидам на сите. Не е тоа истото ниво, да се разбереме, како во Париз. Нема споредба. Но државата, институциите инвестираат и таму. И за младите инвестираат и таму. Младите ги задржуваат на некој начин таму. Кога станува збор за културното наследство, тука веќе, како да ви кажам, на исто ниво како што се поддржува современото творештво, на исто ниво се негува културното наследство. Ако ништо друго, преку телевизијата, во која што на француските канали има речиси секој ден на различни начини емисии од културата на Франција. Дали е тоа преку историјата, дали е тоа преку други, меѓутоа секога има, да речеме за еден писател, има за Пруст, за Марсел Пруст гледав емисија, значи тоа се знаеше кој мени, што тој сакал да јаде. Ние не знаеме кога ни се родени писателите. За деновите на поезијата, јас немам на располагање база на податоци на сите наши автори, со година на раѓање и евентуално година на смрт. Јас, бидејќи сакаме да ги чествуваме тие луѓе, ја не знам како да ги најдам. Јас ги ловам по интернет. И сега отворив папки до 30 и некоја година, и сам, кога ќе видам автор, тој е роден тогаш, ја го ставам во папката, затоа што ние немаме дури ни тоа. И сега реков дека за нас нема да зборувам, ама еве кажав нешто и за кај нас. Ви благодарам, Шупова, за денешното интервју. И јас вам ви благодарам.